Со 19-22, ракометарите на ГРК Борец беа поразени на домашен терен од лидерот во првата ракометна лига, екипата на Вардар Јуниор. Велешани не успеа да им го нанесат првиот пораз во сезоната на гостите од Скопје и покрај поразот, кој е трет во сезонава за Борец, второто место и бараш на преварот за Суперлигата се уште достапни. Ние сме сигурни вториот во лигата, за бараш надпревар и со уште еден пораз на евентуално првенство. Меѓутоа тоа сигурно дека нема да биде така лесно, ќе се трудиме да останеме со овие 3 пораза во моментот што ги имаме. Екипите на Вардар е полупрофесионална екипа. За разлика од нас, што самото по себе носи предност. Физички, на технички, на тактички план, сигурно дека се малку подоминатни, меѓутоа тоа не значи дека и непобедливи. За жал, имаме пехот дека клучниот играч во нашиот напад не беше отсутен, се повреди во текот на неделата и представуваше голем хендикеп да ја склопиме играта и во одбрана и во напад. Но тоа е што е, јас сум задоволен од играта на моите играчи со исклучок на некои индивидуални грешки кои што не треба да се повторуваат за воидина, доколку се сметаме за сериозен клуб и аспирант за влез во Суперлигата. Најпрво ќе почнеме од нашите грешки, секогаш винаги да треба да бараме самите во нас, па после се друго. Имавме неколку, 5 или 6 зицери, промашија, мислам дека тоа беше пресудно. Како втор фактор Ивица Лазаревски не беше повреден, пред тренинг 2 се повреди, така да цела концепција на одбраната на нападот се менјава и неколку работи се мешаат и тоа е тоа. Спомна вашиот тренер дека со уште еден пораз ќе можете да издржите второто место, на кој се твоите очекувања од остатокот од сезоната? Па да, како што кажи Васко, тренерот, со уште еден пораз, но сепак ние ќе одиме до крај да немаме пораз, да завршиме само со колку се 2-3 пораза, со овој сега се 3, така да ќе одиме да завршиме само со тие 3 порази. Јуниорите на Вардар, предводени од велешката ракометна легенда Пепи Манасков, беа преголем залог за домашниот тим. Сепак Манасков по надпреварот со пофални зборови ја поздрави играта на Борец. Велешани, ракометен град, што да кажам, Борец, во последните години, на жалост, стагнира како клуб, меѓутоа, мислам дека оваа година ќе се изборат за пласман во најдоброто друштво во Суперлигата. Велешани желни за ракомет, мислам, секоја чест, имаше доволно публика. Ние, ја остваруваме нашата цел, зацртано е, првото место во оваа прва лига, експресно влегување во Суперлигата. И тоа за сега иде добро. Нормално играчите беа припремени дека ќе има мал притисок од публика и од нормално играчите се бореа на Борец. Успеавме да ја извојуваме позитивен резултат за нас и тоа е добро, остануваме на првата позиција. Идното коло ГРК Борец гостува во Скопје Каринија, пошто следува уште едно гостување во Битола. Велешани се надеваат дека по овој пораз до крајот на сезоната ќе останат непоразени.